До 14 мај, саем на книга. Ни падна, го кренавме. Исидора Мун, една од омилените, особено на тинеџерската популација, а со Ана Несторовска-Саздовска, еден од учесниците на саемот на книга, дознаваме повеќе за саемот. Добро утро официјално. Добро утро. Ве поканувам сите од 8 до 14 мај во салата Борис Трајковски да славиме книгата и оваа култура. Се надевам дека ќе биде доволно време и прилика да можат пред се не само граѓаните да дојдат, туку ги споменав тинеџерите, туку и училишта, и градинки, да биде малце и едукативен простор. Се надевам дека и со нив имате прилика да се видите, па ајде еве кои ви се најверните читатели? Наше големо задоволство се враќаат тие посети на училишта масовни, значи во утринските часови имаме работилници со деца, имаме средба со писатели, децата ги запознаваат и во попладневните часови секако имаме програми за возрастни. Само на книгата го посетува сите генерации. Затоа што тука не само што ќе се запознаете со новите книги, нови изданија, ќе се сретнат со писателите, со илустраторите, значи со оние кои што ги создаваат книгите, ќе научат нешто ново и секако ќе си ја купат посакуваната книга на попуст. Добро, да, тоа сакав да кажам дека ќе се искористи саемот секогаш. Ние граѓаните си го бараме саемот, имаме тогаш попусти на умилените книги, наслови, па да, и умилените автори. Македонските автори ќе бидат застапени, претпоставувам, во поголем број, наназад години некако се повеќе се актуализираат. Што е оно што вие би сакале да го истакнете, што ќе биде застапено конкретно кај вас? Оваа година компанијата каде што доаѓам, значи се представуваме со слоганот Храбри нови приказни, инспирирано од книгата Храброст, да. И таков ќе биде нашиот опкружување и дизајн и во тој амбиент ги пречекаме и децата и возрастните. Имаме подпишување на книги со повеќе автори, меѓу кои што со Моџо Килимтон, неговата книга СФСН, во чест на 80 годишницата од ослободување од фашизмот. Книгата е Смрт на фашизмот, слобода на народот. 73 дена книгата отива Митев Жиле, исто така ќе биде подпишувана истиот ден. Следниот ден имаме средби со именентни македонски писатели Владимир Јанковски и Владимир Мартиновски, како и со популарниот Зоран Спасов Дзов. И имаме работилници за деца со Исидора Мун, Хари Потер, тоа се за викендот ќе ги пречекаме децата со нивните родители, да ги откриеме страниците на овие книги баш преку работилници, преку квизови и да ги доближиме поблиску до децата. Имаме и средба со Дарко Панчев, ќе ја подпишува заедно со Зоран Михајлов книгата, односно биографската книга посветена на Дарко Панчев. Кај нас беше ексклузивно промовирана, може да се пофалиме, може. Така, сега фановите ќе имаат чест во недела да се сретнат со него во 18 часот, да се фотографираат, така. Ќе имаме средба и со повеќе македонски авторки, меѓу кои што Јана Мишо, Билјана Герасимовска, така и повеќе актуелни современи автори кои што ќе бидат на штандовите и ќе се сретнат со посетителите. Се согласувате со мене дека книгата е храна за душа? Да, апсолутно. На сите ни е потребна таа храна и таа уздишка од секојдневната гужва, бркање на рокови, убаво човек да одмори со книга и да влезе во трудов свет. Добро, ова се некои од насловите кои што вие ги издвоивте, може да се види многу повеќе. Сакав само да искористам и да ве прашам, кој жанр е најбаран? Па претпоставам се во моментов дека се трилерите доста барани, романси се секогаш, никогаш не се забараваат и класиците, се навраќаат. Никогаш не излегуваат од мода. Да, и секако доста актуелна современата македонска литература. Не би ги заставила и книгите за деца, сликовниците, кои што се оној свет и портата кон книгите за сите деца, така да од сите жанрови има, значи за сите жанрови има читатели, меѓутоа ете овие што ги издвоив се можеби поактуелни. Да, добро, ви посакувам со лесно, со убаво од утре па се до недела. Да, секој ден од 10 до 20 часот, последниот саемски ден е до 18 часот. На главната саемска бина ќе има доста настани, односно во промотивниот центар, околу 100 настани ги очекуваат посетителите. Имаме, како што кажав, доста богата програма и многу книги.
Значи имаат избор за неколку илјадници книги на македонски и на други јазици. Уф, јас со душа го чекам искрено, да ви кажам, затоа што сега се снабдувам овој период за летниот период, што се ќе читам. Така што, еве, нека биде повод и прилика за сите оние кои што не гледаат сега. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата.